Види имам една, така, тажна и неколку радосни вести, да ги кажем право. Да, прво тажната нели пошто една и после радосните. Тажна е што надвор има сонце, ние сме под рефлекторите. Радосни има многу. Радосни ни се, ајде вака да почнам. Овото нема виден. Браво. Го видов тој седнаш на слика. Не бев тогаш присутен. Радостна е неколку има. Ајде првен да ве поздравам од Коки и Даница, кои до некој ден беа тројца, сега се четворица. Коки ми кажа да ви кажам дека се е во ред. Елијана дојде на нашиот свет. Елијана Софија. Да, така да, ако имате контакти, пишете им, охрабрете ги. Што да ви кажам? Иста е комате, таа видовме. И така да тоа е наша една радосна вест, стварно се добри, стварно се помина во најдобар ред, сега веќе Даница и малата се дома и да ги имаме молитва. Ние постојано треба да видиме заштита еден за друг. Така е. Втора радосна вест беше вчера, нели, свадбата на Давид и ја краси, ја знам, така краси. Кристина краси, да. Кристина Крис. Убаво, да, Кристина, да ја кажуваме вистинските имиња. Стварно беше убава свадба, стварно беше весела свадба, од кој највесел беше Звонко. Гледал да му пратам кој и како. Ја мислам секогаш сум ја највесел, али Звонко беше најверојатно повесел. Се шала малку. Звонко да го посрамотиме, зашто многу го пофалиме. Иако сакам да го фалам, и кога слушнав Дара го фали, и после ми текна па фалбата ерѓа. И нема да го фалам, него ќе го почестам. Ќе го почестам. А стварно сакам да ја почестам по фамилија. Тоа го мислев неколку дена. Навистина. Слушнаме, нели, Звонко првиот што бил преобратен, што на некој начин започнало ова што сега го нарекуваме христијански центар 490, иако тој не бил преобратен само христијански центар, него Божјото царство пред се. Така, ние не знаеме понекогаш како ќе бидат трасирани патиштата Божји, али и после 30 години да ги имаме како фамилија тука, тоа значи многу. Да. Од вера во Христос до верба, стекот на целиот тој живот, не знам уште што, трпение, верност, сите тие нешта. Покрај сите тие нешта секогаш знаат да изникнуваат и некои други работи, што се дел од нашиот карактер на кој ние треба да работиме во соработка со Господ Исус Христос, но никако не смееме тоа да биде да го занемариме континуитетот што Господ го прави во нашиот живот. Зошто? Зашто ние во тоа го гледаме во Тома, не Здравко вече, во апостолот Тома. Што гледаме кај него? Таму пишува на едно место дека бил неверен, ама во Јован пишува и верен. За ние што одлучуваме да гледаме? А ако го видиме житието на Тома, и како бил верен. А 3000 години го нарекуваме неверен. И така ние сме крути во она како ги представуваме луѓето пред светот или пред самите нас. Даре неколку клучни работи кажа што јас сакам да ги спомнам. Една клучна работа беше што се покајал за тоа што го помислил. Тоа беше клучот. А втора клучна работа чека се да ми текне. Кажа нешто околу што не води нас во животот. Дали контролата или неконтролата целосна, па разузданоста, што не води. И еден кажа дека на тоа што ти му дозволиш да те води, таков ќе бидеш. И ние пеевме, Бог кој љуби дае меѓу нас, и имаше на крај стихот водач наш, Исус водач наш. Значи, што ќе му дозволиме да не води во нашиот живот? Знаете, понекогаш долги години што не води во нашиот живот?
изустен збор од устата на друг. Толку ме повреди и после ти си тој. Јас сум повреден. Јас сум таков како што рече човекот. Јас сум ова, јас сум она. И устори му дозволуваш на тој човек, без разлика дали е го кажал тоа намерно, дали не сакајќи, дозволуваш да таа мисли и тој човек да те води. И затоа е многу битно да знаеме дека Бог кој љуби дае е водач нас. Амин. И да му дозволиме Он да не води. Он да го трасира нашиот пат. Преку црквата ли ќе биде понекогаш? Преку браќата ли ќе биде, што се винно загрижени, не во контекст на уплашени, него винно им значи нашиот живот. И вие може да се видите кои се тие луѓе меѓу вас. Кој на вистински им стало за вас? Или им, не знам, тој српски збор. Им е драго за вас. И ние можеме да го приметиме тоа. Зашто за тоа стара во нас едно убаво чувство. И затоа ние имаме луѓе со крупна доверба, па после тоа се таму за помалку доверба, па познаници, па нели, и така се врти тие кругови. Така да дозволиме Христос да не води. И каже уште една работа, исто беше меѓу клучните, ми текна, да. Мислам дека ми текна за нешто што ти зборувам, а тоа дека телото е слабо, а духот е бодар. Чиста вистина. Чиста вистина дека телото е слабо, а духот е бодар. Пола денеска со на свадба ги нема. И тука ќе видите кој е колку духове, колку телесен и такви сите тие работи. Малку да се нашалиме, да ја пуштиме атмосферата. Да знаеме дека и тука е добро, не само надвор дека има сонце. Реком уште радосни вести, така? Ајде нека помине овој ден така, во радосни вести. Имаме што да споделиме, тама работа, али понекогаш и овие нешта ја подкрепаат нашата вера. Имаме една радосна вест, денес имаме негов роден ден, на една наша многу драга личност, што 19 години беа веќе полнолетство или 18 кога нас се важа. Али што е битно, она е не само што е полнолетна, име нашата малечка. А ја многу пати знам да ја кажам и верверичка. Тоа ни е Анастасија Петровска. Она може да те пуштам тука да дојдеш? Сакам ти кажам збор два. Зошто реков верверичка? Многу пати ја ја замислувам постојано не за верверичка, ама ако погледнете и вие малце ќе видите дека е стварно како верверичка. Сега има зошто ја викам верверичка. Еме убава и сладка, и сте виделе верверичка, така? Да. Еме весела, да, ни свири и не развеселува, но еме мудра и итра, како верверичка. Ја познавам не за убаво. И навистина, и интересно е што ја размислила Савеле, што прават верверичките. И верверичките имаат, можеби, најизразито тоа како се движат. Може да се движат ситно, кога е потребно, може да прават високи скокови, а некои верверички летаат. Сте виделе, така? Да, има, мислам дека во Канада живеат и дека некои верверички летаат. Така да твојот живот ќе биде во мудрост. Некогаш ќе газиш ситно, некогаш ќе правиш големи чекори, а некогаш ќе летнеш. Благословен. Амин. Амин. Ајде дека сме кај охрабрувањето, сакам да охрабрам еден брачен пар, што се негде таму во позадина. Сигурно полека се пресрамуваат да презимаат чекори да дојдат поблиску. Да, пас дајте, мислам, Наташа. Може да станете. Ми се врти еден многу убав збор, тоест најубавиот збор англиски за мене. Ама и македонски е тука негде многу убав. А тоа е beloved. Или на македонски возлюбен. Во овој случај возлюбени. Така да, Бог така ве гледа. Нели, ние сите сме возлюбени. Тоа беше кога Господ кажува за Христос, а ние сме во Христос и навистина сме сите возлюбени. Но сакам вас да го охрабрам денеска лично.
дека сте beloved. Да, и кога Господ кажува таму, после кажува оној кој е по мојата волја. Значи, не само да сте заљубени, возљубени од Бог, а и сте заљубени, него оние кои се по волјата на Бог. Бидете благословени за тие зборови. Океј, ако дојде уште нешто, ќе кажам уште нешто, ќе охрабриме. Знаете како, додека славам размислувам, убави работи, и сега славиме, и најнаш после тоа ќе скушнеме нека лоша вест и не бутка, не притиска, сака да не гмечи, не малтретира. И многу луѓе виделе или побарале чаре на друго место и се вратиле кај Христос. И едно кажале: ја не разбирам се, но оно што разбрам нема подобро место од Христос. И тоа го кажам сега како да го објаснам, ова охрабрувачко, ова што не оснажува, ова што не радува, лесно се објаснува. Ќе заиграме како вчера, како денеска на славење. Ќе се насмееме и ви си кажеме се, но на другото потешко се објаснува. Но не треба да се избегнува. Во Христос се објаснуваат едното и другото. Христос кажува оние што бидете тажни или плачете со оние што плачат и радувајте се што не се радуваат. Солзите се со истите солзи со двојна намена. И радосни, и солзите што плакуваме. И нема ништо погрешно во тоа. Додека сме тука, додека се тоа постои, додека кој ќе се допреме не боли, кој ќе кажеме нешто не боли, ние ќе ги поминуваме овие работи. Но да не заборавиме кој не води, кој е нашиот водач, Бог кој љуби. Тој не води нас. Амин. Зашто во исто време додека ние се радуваме за некои работи, некој плаче за некои работи, некој тажи за некои работи. Ајде да најдеме Колосјаните, тоест Колошаните, да бидеме прецизни. Прва глава 26 и 27. Тајната што беше скриена за векови и поколенија, а која им е откриена сега на неговите свети, на кои Бог сакаше да им објави што е богатството на славата на оваа тајна меѓу неевреите, која е Христос во нас, надежта на славата. Овдека некаде ќе се вртиме денеска. Околу тајната што нам ни е откриена. Некој кажал дека христијанството е достојно да се следи зашто е тајна. И стварно кога ќе размислите, кога имате нешто да откривате повеќе и повеќе, вас ве бутка да сакате да откривате повеќе и повеќе. А Христос е тој неисцрпливиот, каде што преку Светиот Дух ние можеме да го црпиме повеќе и повеќе. Така да од една страна е тајна, од друга страна нас ни е откриена. Но не ни е откриена во целост, за да не речеме до тука е, па дај да пробаме со друго нешто. Тајната која ќе се пуштиме да откриваме и тука, и во вечниот живот. Амин. Ај најде го и Тимотеј, прва Тимотеј, 3 глава, ако го бараш, ако не ја можам да се снаоѓам, ќе биде малце може поскоро, али па и убаво да шушне нешто. Првото послание до Тимотеј 3, 15-16. Ова ти го пишувам, надевајќи се дека набргу ќе дојдам кај тебе, но во случај да се подзабавам, знај како треба да биде поведението во Божиот дом, кој е црквата на живиот Бог, столб и потпора на вистината. Вау! А според општото признание, голема е тајната на побожноста.
Оној кој се јави во тело беше оправдан во духот, виден од ангели, беше навестуван меѓу народите. Благодарам. Поверувам во светот и вознесен во слава. Голема е тајната на побожноста. И Павле дава увид во таа тајна. Оној кој се јави во тело беше оправдан во духот. Виден од ангелите, беше известуван меѓу народите. Поверувам во светот и вознесен во слава. Вау! Мене тука прво што ме фасцинира е како Павле, каква улога Павле и дава на црквата. Какво значење Павле и дава на црквата. Овде е употребен зборот еклесија. Што е еден собир на луѓе каде што одлучуваат и решаваат нешто. И затоа тука Павле насочува дека таа е потпора, столб на вистината, а вистината е Христос. Амин. Столб и потпора на вистината е силна работа, е тешка работа. Мажот треба да е столб на фамилијата. И не му е лесно. Амин. Го знаеме тоа. Зошто амин? Па не треба да му биде лесно. Треба да биде благословено. А дали секогаш ќе биде лесно? Тоа прашате го тој што го носи тоа, го држи тоа. Но ако некој е столб, тој столб мора да има и потпора. А дали на потпората ич, не би било лесно. Али обште исто е благословено. И така да ние сме ставени да бидеме столб и потпора на вистината. На вистината која? Ова? Да. Која друга вистина? Вистината што Господ има за вашиот живот. А што понекогаш не е запишана баш опет. Амин. И затоа многу пати од тука сме слушнали дека држите ги вашите пророштва. Но и ти што си до него, држи го за да не брат ти го заборави. За да можеш да го подсетиш. Амин. Тука сум пишал, Павле опишува тајната на побожноста, што ќе објасна малку повеќе во Римјани 14:7. И таа е клучот за нашиот растеж во духот. И негувајќи го ова се помалку ќе се сообразуваме со овој свет. Така пишуваше тука во 16 стих. Не, тоа беше во Римјаните 14:17. Не се сообразувајте со овој свет. Како да чуваме една тајна што ни е доделена? Да не се бавиме со други работи, што не се во наша ингеренција. Така? Војникот му е доделена стража и он не прави ништо друго. Знаете ли што му се случува на војника кој избега од стража? Или кој избега од борба? Дезертира и се суди за предавство. Така? Да. Така да, ќе читаме во Римјани. Каде јас ја гледам тајната на побожноста. Тајната побожноста е да знаеме да расудуваме што е за нас, а што не е за нас. И да знаеме на што повеќе да му обрнеме внимание. На тоа што е за нас или на тоа што не е за нас. Но за жал ние многу пати, заради да имаме увид во туѓи живот и заради да имаме повеќе увид во нешто што се чува таму негде на 100, на 500, на 1000 километри, ние се замараме. Некој ќе рече, ја не се замарам, мене ми убаво. Но ние не го трошиме времето на полезен начин, ако можем да кажем. А сме повикани да го трошиме времето. Ова е на некој начин тврдо слово. Зошто? Зашто секако ќе излезе од тука. Има идеи, има работи што знае сигурен, убеден во себе дека не е повикан да ги прави, а ги прави по некоја си дефолт, како се преведува? По некоја си традиција или автоматизам. Да. По некоја инерција. Зошто? Зашто така ми е полесно. Рутините се добра работа, но не сите. Но не сите. Повикани сме да ги избегаваме тие рутини, понекогаш како скијачот што ги избегава портите пред него.
за да се најдеме слободни во Бог, да можеме да делуваме во оно за што сме повикани. А сме повикани сите еден. Амин. Сите, не можем да кажем, може би секој тука за што е повикан. Понекогаш не можам за себе да кажам, иако во голема мера знам за што сум повикан. И работам на тоа за што сум повикан. Некогаш силно, некогаш со засукани ракави, а некогаш некој ме бутка. Треба да бидам искрен и да признам дека е така. А некогаш некој ме бутка. Некој што друг знае, што Бог му дал увид да има во мојот живот и да знае каде треба да одам и каде да се насочам. Амин. А имате такви околу вас. Но сите ние имаме. Бог е Бог на секој еден. Не е на група луѓе, на секој еден. И Бог никогаш нема да те обземе тебе, никогаш нема да те прескокне тебе, да не ти каже и да му каже на некој друг за тебе. Но поради немањето слух во тој момент, Бог ќе најде сведоци да сведочат за твојот живот, да те подбутнат во твојот живот, да се бутнеш и да откриваш од тајната кој е Христос. Римјаните 14:7. Јас тајната на побожноста ја гледам во овој стих. Мислам дека сите го знаеме добро тој стих, зашто и многу сме го зборувале, а тоа е дека Божјото царство не е само, не е јадење и пиење, така? Што беше? 17, 14, 7 реков, 17, keď som neubral. Зашто Божјото царство не се состои од јадење и пиење, туку од праведност, мир и радост во Светиот Дух. Оној кој со ова му служи на Христос е по волја на Бог и е ценен од луѓето. Свесно го дочитав ова. Свесно го дочитав ова за да си го одбрнам оно што го зборев пред тоа. Оној кој дознал дека страста лична не е единственото нешто на кое треба да се служи. Без разлика за каква страст зборуваме. Павле кажува конкретно дека не е јадење и пиење. Што мислите? Зошто? Ја размислувам за ова. Зошто? Зашто најголем дел заради тоа сме заплашени во животот. Што ќе се јаде и што ќе се пие. Но не го интересира сега додека очекуваме кризава економска, ваква, таква. Некој ќе рече ние македонци гајде немаме, постојано сме били во криза. И додека очекуваме, ние не се прашуваме дали ќе можеме да играме Sony PlayStation. Него дали ќе има грецки додека играме Sony PlayStation. И Павле начнува таму каде што ни е одземен фокусот, а тоа е ќе има ли за јадење и пиење. И кажува, во друг превод не е само, зашто и е и јадење и пиење. Зашто ние подеднакво, понатаму Павле кажува дека подеднакво треба да се грижиме за духот, за душата и за телото. Значи е и јадење и пиење, но не е само тоа. Не е само тоа. Но што се бара нашиот фокус? Што е уствари? Дали ќе биде ова првото и дали ќе биде она второто? А второто беше праведност, мир и радост во Светиот Дух. И вика, оној кој со ова му служи на Господ. Ова кој е научил оваа тајна на побожноста. И со вакво нешто, тајна на побожноста, усвари гледаме дека и не била нешто тешка работа за откривање. Но најверојатно била тешка за живење. Амин. Тешка за живење зашто бара од нас предизвик. Бара од нас менјавање на рутини. Бара од нас молитва. Бара од нас молитва. Што друго бара од нас?
бара од нас да не се сообразуваме со овој свет. Тука сум пишал, или ќе ги избереме желбите на душата и телото да предличат во нашиот живот, или ќе одлучуваме да се фокусираме на вистинските вредности на Божјото царство во кое живееме. Римјани 12, 1 и 2. Затоа, браќа, ве молам, заради Божите милости, не е една Божја милост, многу Бог не обдари. Амин. Да ги принесеме вашите тела како жива и света богоугодна жртва. Тела, прецизен е Павле, тела. Што збориме за страсти на телата, дали имаме јадење и пиење? Да го пренесеме тоа пред Христос. Да му даеме Христос да владее со тој дел. Зошто? За да бидеме барем да бидеме избалансирани, колку во тело, толку и во дух. За почеток. Тоа нека биде вашата разумна служба. Тоа е наша разумна служба. Ако ве прашаат некој, вие христијаните, или ако ви кажат, или ако ви речат, сте крајно неразумни. Не е вистина. Не е вистина. Ние имаме разумна служба. Што светот не може да ја разбере и разликува. Зошто? Зашто светот го бара телесното, светот го бара тоа да се исполни во целост. А ние викаме, не е само тоа. Многу повеќе од тоа. И тоа е наша разумна служба. Амин. И еве го, немојте да се сообразувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да сватите што е Божја волја, што е добро, угодно и совршено. Знаете ли како учитаме овој стих? Дека ако не се сообразуваме, нема да сватиме. Нема да сватиме. Не сме сообразени со Христовиот ум и не можеме да сватиме што е Божјо угодно за нашиот живот. Како би сватиле? Заглавени со имали за јадење за пиење. Ја не знам дали имате начин вие да сватите тоа. На друг, освен да се преобразите и да се образуваме со Христовиот ум. Но јас не го гледам. Јас не го гледам. Мора да знаеме дека одењето во духот никогаш не го исклучува здравиот разум. Туку Павле вика да се сообразуваме со овој свет. Да не се сообразуваме со овој свет. Напротив, преку обнова на умот да можеме, преку духот да се преобразуваме и да можеме да разбереме што е Божја волја за нас. Сум пишал. Народски кажано, ајде сега парафразирам. Тоа значи дека сообразувајќи се со светот, не можеме да дознаеме која е Божјата волја и што е добро, угодно и совршено. За такво нешто треба да зајакнеме со силата во внатрешниот човек преку неговиот дух. И на таков начин ќе сватиме колкава е ширината, длабочината, височината на Божјата волја за нашиот живот. И тоа го пише во Ефесјаните 3 глава, 16-17 стих. Во Колошаните пишува во 2 глава, 2-3 стих дека Христос е тајната што нам ни откриена. Христос е тајната што ние ја бараме. Христос е тајната, таму пишува, што беше скриена од вековите. Христос не е скриен, он е скриен во писмото. Не може да се најде ако се сака. Но беше скриен од незнабожците во тоа време. Што не го знае писмото. Зашто целото писмо е вдахновено од Господ и покажува на Христос. Тоа го знаеме, тоа е Стариот Завет. Каде што сите пророци посочуваа и кажуваа на Христос. Знаете дека не е само воскресението најголемо чудо што е случило во
во контекст на Христос. Таму пишува дека мислам над 3000 и кусор пророштва се остварени во еден човек. И тоа е едно од најголемите чуда, што и како во тоа време евреите добро знаеле што значи. Над 3000, не ме паѓате за збор со бројката, може се и повеќе, во еден се остварени. Тоа и математички, математиката оди далеко, со бројките и математички не може да се објасни. Така да Христос е тајната. Го најде Колошани? Најде го Колошани 2 и 3. Да. Во првата Коринтијани 14:2 пишува дека Духот е тој што нас ни открива тајни. И уствари тоа е целта на целата проповед. Што? Во нас живее нешто што се нарекува Свети Дух, што Христос ни го даде, што не не остави сираци, него ни го даде Светиот Дух, зошто? За да можеме да откриваме оваа тајна. Поинаку не би можеле. Поинаку би биле од другата страна. Од страната на неверниците, од страната на тие што уште го истражуваат и го бараат Христос. Али поради Светиот Дух, ние можеме сега да кажеме, јас одам подлабоко во моето спознавање на Бог. Има факултети за теолози, тоа е супер, но секој еден е повикан да биде теолог. Согласувате со мене? Зашто секој од нас треба да има минимум општо познавање за кој е Бог во неговиот живот, што е Бог во неговиот живот, кој е точно вистински Бог во неговиот живот, зошто е Бог во неговиот живот. И тоа е теологија, наука за Бог. И тоа минимум основно познавање. А ние сега борбата е, посебно со новите генерации, слушаме во Финска било ваква школа, биле насочени што мали кон нова. Уште ли ќе ги замараат луѓе со нешто, со деца со нешто што е небитно или битно. Но кај нас уште школството е да имаш барем општо познавање од нешто. Така? Па после ти насочи се. Па после ти истражувај дополнително. Тоа е твој предизвик, тоа е нешто што ти треба да го буткаш. Но имај општо познавање. Ја не би ја ставил оваа категорија, зашто науката е негде, поточно зборот наука е негде 16 век донесен во светлост. Тогаш е измислен. Теологијата е многу, многу пред. Имаше интересен коментар. Зошто науката не може да го докаже Бог? Што мислите? Физички. Не може никако да го докаже Бог. Науката. Зашто е многу помала од Бог. Како може да нешто што е помало да докаже нешто што е поголемо? Многу е помало од Бог за да може да докаже. Науката не бара да докаже Бог. Дали постои, не постои. Науката бара идол. И тука се губи. Науката бара идол. Но јас се плашам понекогаш, зашто ние се наоѓаме во ситуација, наместо да го познаваме Бог, да бараме идол. И во големи случаи љубовта сме ја направиле многу пати идол. И сите тие концепти, сите тие нешто што Бог ни ги дал, го тргаме спознавањето на Бог и уживаме само во нешто што го имаме во моментот као откровение. И толку сме радикални во тоа што ние го правиме тоа да е наш Бог и ние правиме идол од тоа. И Бог ќе те чукне и ќе речи: види, возлюбен мој, децата не се твој идол. Мажот не е твој идол. Жената не е твој идол. Благодата не е твој идол. Друг некој ужива во маките. Маките, ова слушнете ме, маките не се наш идол. Зашто знаеме да ги идеализираме до такво ниво, што наместо со Бог се сообразуваме со нив. Зашто така е најлесно на душата.
Ништо од тоа не е ваш дом. Јас сум ваш Бог, а не е дом. Амин. Го најдеме? Колошењето 2, како рекоме 2, 2 и 3. Ајде. За да се утешат нивните срца, исплотени во љубовта, да дојдат во сето богатство кое доаѓа од севкупната увереност во разбирањето и целосното познавањето на Божјата тајна, Христос. Вау, вау, вау. За да се утешат нивните срца, исплотени во љубовта, да дојдат, луѓе, да дојдат. Тоа значи да не стоиме далеку, мислејќи дека не можеме да спознаеме повеќе, дека не треба да спознаеме повеќе, дека тоа е за некој таму што се одлучил да го прави тоа цел живот. Да дојдат во сето богатство кое доаѓа. Кое не паѓа, доаѓа. Доаѓа е процес. И паѓање е процес, ама не го гледаме процесот во самата акција. Доаѓа има повеќе акција, има повеќе процес во него. Кој доаѓа од севкупната увереност во разбирањето и целосното познавање на Божјата тајна, Христос. И одеме понатаму, во кого се скриени сите богатства на мудроста и на знаењето. А ова го велам, за да не ви измами некои со убедливи зборови, во кои се скриени сите богатства на што? На мудроста и на знаењето. Во голема, во најголема мера, секаде, секогаш, мудрост и знаењето одат заедно. Буквално секогаш. Не може човек да биде мудар, мудриот човек не го занемарува знаењето. Не може да го занемари знаењето и да се кажеш дека си мудар. Но можеш да знаеш докаде знаењето е валидно и докаде не е. За да не паднеме во стапицата на она што ја кажува Павле, дека знаењето знае да возгордее. Зошто? Зошто е пренесено без мудроста. Да. Имам многу убав стих за ова. На крај може да го прочитам. Тијам да че најде го. Тоа е во Изреки. А не е тука. 2, ако не, добро, ја немам Стар Завет тука. Изреки 2, 10, 11, ако може да најдете го. Да. Така да, овдека се зборува за еден концепт на растење на внатрешниот човек. Растење и спознавање на Божјата волја за нашиот живот, но и за животот на црквата. Ние не сме повикани да живееме сами. Амин. Ама ја уште немам маж и жена. Ти немаш маж и жена, ама не си сам. Така? Уште немаме деца. Пак не си сам. Амин. Не сме повикани да живееме сами. Духот е тој што открива тајни. Ако се вратиме на животот на апостолите, ќе видиме дека, иако дружејќи се со Христос лично, персонално, некогаш пија на рамото, некогаш шетаа заедно, некогаш во бура беа заедно, 3 години не се одделија еден со друг, освен за молитва. Постојано беа заедно, постојано беа поучувани, беа дури испрашувани од Христос, зашто не може човек да биде само поучуван, мора да биде испрашуван. Докаде е да видиме со тоето знаење? Ако не одиме понатаму. Чека да застанеме овдека. Ајде да се навратиме, за заедно да го истераме овде. И на сето тоа, малку тоа знае. Многу пати промашија. И таман Петар погоди, Исус му вика, ова ти го откри Духот. Зашто Духот открива тајни. Ова не ти го откри крв и месо, не.
Ама, не ти го откри. Зашто Духот е тој што открива тајни. А тајната што е за овој свет? Дека Христос е спасител. Тој беше контекстот. Каде што Петар рече, ти си Божиот син. Ево ти го откри Духот. Ова не ти го откри. И ако бидеме во животот на апостолите, толку близко до Христос, а толку малку да дознаеш, па тоа малце те прави нервозен. Деве човече, слепи ли сте што не гледате? Слепи беа. Слепи беа, зашто беа заслепени со концепти на каков треба да изгледа нивниот Месија. И заради тоа го испуштија целиот Стар Завет да видат како вистински ќе биде Месијата. Јован Јаков, они Месијата го чекаа, служејќи му првен на Јован Крстителот. Јован Крстителот кој беше аскен. Јован Крстителот кој се дружеше со една друга секта, не го знам во моментов името, надвор од садукеите и фарисеите, кои изчекуваа, како? Есените? Да. Тоа е тоа, да, есен. Каде што очекуваа Апокалипса. И затоа и Јован и Јаков викаат, оган да. За овие оган од небото чимнете послушаа Христосе. На таков мајндсет, на такво размислување беа научени. Вие да сега учевте тоа, но ние не сме од овој дух. Оставете ги оганите. Оставете ги на мене. Па да, Исус кажа на место, тој да донесе оган. И сега ние толкуваме, кога ќе биде, кај ќе удри, како ќе удри. А може би е оган на Светиот Дух. Амен. Еден човек рече, ние постојано се препираме црквата, кој бил трнот на Павле? А може би било само трн. Може би стварно трн човекот го болело. А ние, сатаната, не знам, лично, луѓето околу него што не го послушувале, уште што не. А стварно може било само трн. И сега да сме викам, бателе не го ваби, доволно ќе му да благода. Зашто трнот, знаете, станува едно тело со вас после некој време. Бателе не го ваби, доволно ти е твојата благода. Не се шалам со ова, него сакам да кажеме на подлабока мисла. Дека многу пати нашите размислувања, како треба да изгледа нешто, не само што се погрешни, не само што нас не носат во погрешни заклучоци, него се опасни да не можеме да видиме што Господ прави во Македонија, што Господ прави во нашиот живот, што Господ прави во животот на мојот брат, на мојата сестра, во животот на црквата. И затоа се толку опасни. И еве ги апостолите што многу малку учат, зашто после укорувањето да не фрлаат обнови, Петар меч извади. Зошто? Исус мораше да го прекори Петар, да му каже, Сатано, те молам заќути. И тоа на нешто што за Христос беше голема болка, а тоа кога кажуваше дека мора да пострада. И доаѓа Петдесетница. И Духот кој открива тајни. Вау. Прави пресврт. За да се знае дека ништо од дела апостолски, ништо што апостолите и после нив ние направивме не е човечко. Него е Духот што открива тајни. Амин. Која беше тајната? Христос. Кој е повикан да открие? Ние. Кој е помошта како да откриеме? Светиот Дух. Ета целата поента. Србите ви рекле сврха, зашто ние сме тука. Да го донесеме она што е на небото. Овде на земјата. Да откриеме на луѓето тајната што Духот ни е откри. Амин.
Може се молиме на крај. Не знам колко е со времето, али мислам дека е самодоволно. Ја сакам овие зборови да допрат малку подлабоко во секој ден од нас. Не со цел да се осудиме или да се најдеме како се споредуваме, па дури со самите себеници, докаде сме со сите овие нешта, докаде сме со откривање на Божите тајни во нашиот живот. И да кажеме, па види, ја толку или толку ми е дадено или толку може. Не е тоа поентата, колку што е поентата да одново и одново имаме доверба во Светиот Дух, дека за тоа што не повикал, не опремил и ќе биде до крајот на стежето. Амин. Тато, фала ти, Господе, фала ти што си прекрасен, фала ти што навистина си наш водач или ние те повикуваме, иако сме те повикале, те повикуваме јавно пред сите да навистина ти го водиш нашиот живот, Господе, за да не го води некој друг. Фала ти, Господе, што навистина можеме да имаме наситување во Тебе. Наситување не само во Твоето Слово, наситување во Тебе како личност, Свети Душе. Наситување во Тебе, Исусе, како некој што се објавил, како возлюбен од Бог. Фала ти, Господе, што навистина си не повикал да бидеме сол и светлина, Господе. Светлина таму каде што нема, Господе, и сол таму каде што треба да се зачини, Господе. И фала ти, Господе, што си не обдарил, Господе, со секое знаење, мудрост и разбирање да можеме да действуваме, Господе, во она што си не повикал. Фала ти што не си оставил сираци, Господе, па да ние сега цело време чекаме и се надеваме дека некој нешто ќе направи за нас. Него си го дал Светиот Дух како печат, како залог во нас, дека Он ќе биде до крај со вас. Фала ти, Господе, што ние не чекаме подобри или полоши времиња, Господе. Фала ти што ние Тебе те чекаме, Исусе. На Тебе се надеваме, на Тебе, за Тебе пееме, Господе, за Тебе те бараме, Господе. Фала ти, Свети Душе, што, како што се моля и на самиот почеток, Ти си тој што не води во овој живот. Ти си тој што управува со овој живот. Ти си тој што носи слобода во управувањето врз нашиот живот и во животот на луѓето. Фала ти за таа слобода и сила да не ја злоупотребуваме, Исус. Алелуја, Господи. Господи, јас знам дека секој кој чукнал си му отворил. Секој кој побарал нашо. Фала ти што навистина ова Христово тело, оваа еклесија, оваа црква, Господе, ја гледаме ослободено од теретот на секаква човечка наука, Господе, и те следи Тебе во вистинска светло, на вистински начин како што Ти си не повикал. Господе, ја ги благословувам сите имни планови на црквата, сите имни планови наши како семејства, Господе, како фамилии, сите имни планови на секој еден тука, да бидат водени од Тебе, Господе. Ги благословувам да бидат допрени од Тебе, да бидат нешто што доаѓа од Тебе, Господе. Нешто што доаѓа од Тебе и плодот ќе се види. Фала ти, Господе, за истрајноста на многу, за да можеме да ги видиме нештата што се денес. Ние ги благословуваме тие луѓе, ги благословуваме тие што навистина преку нивната истрајност дошло она што сме денес. Ние го благословуваме секој еден што сега размислува дека утре е конечна одлука за нештото да се случи. И го благословуваме да се случи. Зашто тоа што е од Тебе не може ништо да го задржи, Господи. Ништо не може да го задржи она што доаѓа од Тебе. И затоа ние ги отстрануваме секоја една пречка. Се молиме за секоја една пречка да биде отстранета, за да ги видиме работите и молитвите во исполнување. Господи, јас Ти благодарам за процут во време на слушање. Амин.
Јас ти благодарам, јас не молам, не барам, јас ти благодарам, Господи, зашто тоа сме го видел многу пати во мојот живот, многу пати во животот на другите, многу пати во животот на црквата. Процутот во време на суша, Господи. И фала ти, Господи, што тој процут ќе зафати многу луѓе. Во името на Исус. Амин.